Сите се замараат само со политика, никој не се замара со естрада. Што збориш? Да бе, човек. И сега? И сега е вистинско време да се вратам во игра, да се здружиме и ти да направиме нешто многу интересно. Почнуваме. Додај газ. И не си здрав со памет. Те Мислам, тестирам. знам дека не си здрав памет. Ајде, Тоше добре ни дојде во нашиот каркаст ова понова, заедно со Давид Давидовски, иконата позај мене. Го правиме секоја неделя, ќе го правиме и ти си нашиот прв гостин. Па да речеме втора, еве Ненад со Нената Уствари, правиме да го да. испочитуваме. Ненад, одличен музичар, но јас сум навистина пресреќен дека нашиот добар пријател, легенда, европски и светски шампион, јас би рекол гордоста Македонија, тој е Тоше Зафиров. Тоше добре дојде во нашиот каркаст. Вистина, огромно благодарам што сум помеѓу првите во овој ваш нов проект. И навистина ми е чест што сум со вас. Морам да кажам да ве пофалам, бидејќи долго време ве познавам и двајцата. И кај двајцата ни имаш гостувано. Знам колку се трудите, колку работите, колку стварате, колку правите, колку додавате нова вредност на македонскиот забавен етер. Така да ви посакувам многу успех и знам дека ќе бидете успешни. Посебно ваква комбинација е немало Страшна. немало срам. Спој не спојува, јас така мислам да ни се вика и каркастов, но ќе збориме со шефот. Спој не спојува. Двајцата сме многу различни, но јас сум сигурен дека ќе направиме како и секоја нели наредна епизода, така и ова одлично шоу. Јас сум навистина уштиначка, морам да кажам, пресреќен што Тоше ти си дел од оваа емисија. Би сакал да се заблагодарам и сакам да ти честитам однапред, нели мислам за книгата што ја напиша Моќта на промените. Имав таа чест да те бидам дел од твојата прекрасна промоција и би сакал да те прашам како иде продажбата на книгата. Па искрено изненаден сум од продажбата на книгата, а уште по-изненаден што многу позитивни критики има за книгата од тие што ја купија. Не ја форсирам како што пред малку зборевме со некој агресивен маркетинг и слично, воопшто не ја рекламирам. Сакам самата книга да си го најдем местото. Навистина доста едукативна, бевте вие на промоцијата и промоцијата беше онака емотивна, доста убаво направена. Спектакуларно Така беше. да се надевам дека ќе си го најде своето место. Таа книга биде вреде да се прочита и навистина може да направи големи промени во животот. Одлично. Кога сме кај образование, нели кај книги, мислам дека треба да кажеме дека ти дипломираше на твои 46 години, така? Да, да. Така да тоа е Да. навистина голем успех и респект. Дипломирав на Славјански факултет на смерот психологија. Психологијата од секогаш сум ја сакал и многу ми е поврзано со она све што го работам. Така да се пронедов таму и навистина посебно сум горд на тоа образование на моја 46-та година што дипломирав. Сега сум на постдипломски, на магистратура на клиничка психологија. Браво. Се надевам дека оваа година ќе го завршиме и тоа. Така да, ете да видам еден пример и за моите деца, да имам една сатисфакција плюс во животот дека сум направил нешто. Едноставно и образованието, колку и да го занемариме, секако тоа е битен сегмент од Апсолутно. нашиот живот, доколку сакаме да прогресираме, да бидеме поуспешни, да напредуваме во животот, така да навистина психологијата ми лежи онака како тема и како предмет. И супер. Одлично. Ти добро, ти си мотивацијски говорник. И исто така можеме да кажеме, тоест морам, ја би сакал навистина да ја начитам и оваа тема дека и син ти Блаже студира во Австрија. Да, да. Да, тој во Австрија студира, работи таму, се пронајде таму, навистина е задоволен од условите кои што ги нуди Австрија. Тоа сакам да те прашам, извини ако те прекинав, може ли да ми направиш една споредба за животот во Македонија и животот во Австрија на Блаже? Не можам, за жал, затоа што е Нема неспоредливо. споредба. Да, што е неспоредливо во ниеден сегмент. Еве еден најобичен пример. Кај нас од дома Блаже не може да излезе, некои 500 метра да помине да стигне до првиот автобус, бидејќи целиот тротоар е исполнет со трња, капини, малини, што уште не, и тој не е исчистен од кога ние од кога живееме таму повеќе од 12 години горе на Теферич. Така да, а додека во Австрија тоа му е возможено, секогаш застанува трамвај или метро што е на место кај што е со бел стап, му кажува шоферот која станица е, има звучно, озвучено е се, цел град е одбележан скоро за да може со бел стап да се движи секаде. Во продавница намирници ги стават секогаш на исто место за да не се буне, да му биде полесно да ги најде. Не е дискриминиран за работа, работи таму асистенте на
исто на професорка по психологија, Браво. така да супер му е таму, мислам се промени таму и кога е тој среќен, ние сме уште И не би тоа се среќни. вратил никад туку кај нас. Па воопшто не размислувам на таа тема и не се дека не се среќат некои работи овде, мислам дека нема да се врати. Чекај да не возам само да не бидам као шофер, може ли ја да го прашам Па човекот? да, сега сакав да те прашам и тебе, дали мислиш дека можеме да дадеме еден апел до сите надлежни органи, нели, да помогнат на лицата кои што имаат нели проблем? Дефинитивно, брат, тоа треба уште одамна да им текнува на луѓето да го направат, а не сега, мислам, не е касно никад, ама направите нешто за луѓето со посебни потреби, и они се луѓе, и они треба Сите да сме живеат. луѓе, така е. Така Пошто е. знам, јас сум работел со такви луѓе и у Романија година дена и направивме нешто, така да дајте да направиме и тука Време во нешто. Македонија, така е. А сав да го прашам Тоше, кај кога возиш најчесто, кај си го наоѓаш мирот? Мислам, на кај Неготино? Или? Некај Неготино. На кај водно горе. Тука не, на кај Неготино ми е дефинитивно мој крај и патот е убав, убаво е да се вози, да се размислува се, но кога одиме нагоре на кај Австрија, Словенија е уживање, бидејќи патот е убав Да, и таму е. подолго време е возењето. Јас Уживаш да возиш? Уживам да возам, да. Па за негде месец и пол направив 15.000 километри. Ту, Така браво. да. Имав многу и надпревари, кај што одевме во Будимпешта, Букуреш, Прага, Виена, така да со Габи сме уиграни двајцата и уживање. И она вози и ти се менјате? Па не, повеќе јас, али за јадење, за застанување, пауза, друштво да имаш некој цело време. За снимање Подкасти некад. добри слушам, заедно снимаме Браво. некој, да, кога ќе дојде инспирација. Излегувам си играм обавезно на 800-900 километри, така да уживам во возењето. Значи Некојаш- тимски. Да, некојаш и книга знам да си пуштам, аудио, Аудио. подкасти често слушам, да, скоро цел пат, така да доста и едукативно и мотивирачки и супер, релацирачки. Интересно е Одлично, битно, не е одлично. досадно. Никако, никој случај. Добро, Тоше нели познат како што кажавме на самиот старт, како човек кој што е познат по нели мотивацијски говори, човек кој што е, јас би рекол, движечка на енциклопедија, на движечка книга кога станува збор нели за мотивација. Тоше, морам да те прашам, дали ти се случило некогаш во твојот скоро 47 годишен живот да изгубиш мотивација за вежбање? Не, за мотивација за вежбање не, бидејќи мене не ми треба мотивација за вежбање, тоа го сметам дел од мојот живот. Рутина. Како што станувам наутро да измијам заби, така и мојот тренинг е веќе во мојот мајндсет, во мојот мозок да кажам. И со тоа што вежбам, знам дека правам нешто добро за себе. Така е. Порно вежбав, се надпреварував, се спремав за такмичења, имав одредена цел, ајде да кажеме тие надпреварувања, да постигнеш некоја цел, што имав замислено ете мистер Олимпија да кажам, аматер, да освоам медал. Например, тоа ми било некој врв мој замислен. Но секогаш пред се ми било тоа еден вид здравје и да си го подготвам телото на постари години да им биде поздраво. Така да уживам во тоа што го правам. Најдолгата пауза може да ми била некои 5-6 дена, што се случила да не вежбам, инаку константно вежбам, наутро правам кардио, навечер тежински тренинг, уживам во тоа што го правам, кога одам во теретана, не ми е терет на мене или да размислувам дека треба да отидам во теретана. Уживам таму едноставно кога ќе отидам. Се пронаоѓам таму. Така да не сум изгубил Дали никош мислиш дека мотивација. дисциплината е 80% значајна за успехот на секој човек? Не мислам дека 80%, мислам 100%. Дека Вау. и 100% како дисциплина, тренинг, исхрана, сон, се е тоа поврзано, Да. да ако сака некој да направи резултат, и не само во спорт, општо во било кој сегмент од животот, доколку сака, еве и вие во вашиот подкаст, например, ако не се вложите 100% во секој сегмент, нема да биде успешен. Може да биде делумно успешен, но ако вложите цела енергија овде, тогаш е неминуелно и мора да биде Така, успешен. и во Тоа е секој бизнис ли Да. треба да се вложи и треба да се има дисциплина. Кога сме кај бизнис, морам да те прашам дека со јутјуберот, како се викаше, мислам дека се викаше Стефан, работевте на еден заеднички проект, ваш бизнис, за обликата на Мистер Олимпија. Што се случи? Слушав некои мавети дека пропадна тоа. Може да ни кажеш нешто повеќе за тоа? Па јас не би рекол дека пропадна, би рекол повеќе дека неуспешен проект овде во Македонија, бидејќи сепак Мистер Олимпија е бренд кој што датира од Америка. Не Тој е се бренд од запознаени луѓе. 65-та година од кога постои Олимпија, на пример, од тогаш постои, но брендот на облика тие го пуштија негде 2001-2002 година
И овде во Македонија се уште е нов бренд. И Мистер Олимпија како Мистер Олимпија е некоја табу тема, а друг проблем беше што беа високи цените уште на набавни материјали што ги зимавме од таму. Така да И не се овде кога навикнати стига луѓе. веќе беа малку поскапи за нас стандард и навистина и со агресивен маркетинг и со све, не беше тоа што го замисливме на почеток, не го проектираше тоа, така да одлучивме заедно дека најдобро овде го прекинавме, но бизнисот го продолжив јас во Австрија, имаме таму партнери, Ирена и Крсте, кои што имаме навистина прекрасен шоп отворен таму, веднаш до македонската амбасада е во центар, таму функционира многу добро, одиме во сите емпици на преварување, бидејќи емпици е главниот промотор, да кажам, на Олимпија како на преварување, и тие луѓе се некои што веќе слушнале знаат за сето тоа што случува со Олимпија, но бизнис како бизнис, ја не гледам дека пропаднал, тоа ми е само една мотивација плюс, и едно школо плюс во животот, така да продолжуваме понатаму, а нормално, повеќе бизниси ми имаат пропаднато, овде повеќе бизниси се уште ги работам повеќе од 15-20 години, така да воопшто можеме само да не биде едно школа. Браво. Ништо повеќе. Лекција. Да. Но ништо нели не се изгубува ако се вложи, така ли е? Цело време треба да се пробува Па ние нешто. сме Така е. горди што и таа Мистер Олимпија овде тој бренд успеавме да го донесеме овде. Бичи сепак е тоа нешто што е историја во Америка. Мистер Олимпија 2020 година е купено за 700 милиони долара. Тоа е Огромна многу цифра. огромен бренд, да, и голема инвестиција. Така да горд сум како човек што успеав да стигнам до Мистер Олимпија, да направам договор и да бидам овде застапник на Балканот, сега и во Европа, така да и тоа е голем успех. Како што кажав, ние од Олимпија не се откажуваме, продолжуваме само во сосема друг правец и друга димензија и други земји, да кажам. Си израчунал ли Чеа, се ти ќе прашуваш или јас да Абе, не ме прашам? замаре, остаме ја да Па прашам. чекај, јас сакам да прашам. Не може, ја ќе прашам. Ама сега. чекај, Ти сега цело време тргнав. прашаш. Па добро сега, јас сум говорител тука, дај не ме заебавај, сакаш да ти ја пукнаме? Не. Абе, ќе заставам, ќе те Еј, Абе, не се тепајте сега да се карате. Добро, да се добро. Ај, разберете. ќе те Ти истолерирам многу агресивен си ради бил. ради Тоше, ќе те истолерирам сега. Застани на Извини, пријател да мама. направиме тројчето. Не, добро, извини бомба, извини. Тере. Сакав да го прашам Тоше дали знаеш колку пари у принцип за тие неуспешните бизниси си потрошил до сега, ти пропадна на некој начин. Некоја цифра дали имаш? Па гледај, Од прилик зборам. не би можел да кажам, бидејќи поголем дел од тие бизниси сме ги работеле по 10-15 години, така да тие бизниси имали и големи приходи, Аха. така да носеле пари како бизниси и во Да, одредени и моменти одреден кога сме момент. виделе дека тоа не функционира повеќе, дека е во позитивна нула веќе, да кажеме, и тога на пример хотел парк во Неготино, едно време го држевме заедно со мојот партнер од Неготино. Работеше рентабилно одреден период, но хотелот беше стар, имаше многу за инвестиција и кога направивме една пресметка на крај, видовме дека повеќе пари трошиме за она поправки и тие работи, отколку што можеме да заработиме ние. И затоа го откажавме, иако инвестиравме доста, например, финансии во него. Така да бизниси како бизниси, некаде взимаш, некаде даваш, не би можел точно да кажам, Дополнуваш, но да. еве нека биде некоја сума над 50-60 евра кои што може да се промашиле истекот на животот. Не се тоа огромни не е страшно, да, суми, не не е се огромни пари, така да затоа викам се не тоа некое школо, Лекција, да знаеме да, како понатаму да се за движиме, понатаму. да. Знаеш како мислам јас, подобро е на пример да вложиш, отколку да уживаш во онаа комфорт зона и да се кажеш зошто не си успел во ништо, така ли е? Тачно. Па Тачно. секој што го збориме и затоа ги мотивирам и помладите да Така. пробуваат да работат, да стварат, а денес посебно имат навистина многу можности. И ако не пробаш нешто, нема да знаеш дали ќе успееш. Апсолутно. Да, едната може да се кај само за тоа што не си пробал. Тачно. Па и да изгубиш некојаш. Нормално. Ризик. Продолжуваш Утре пак ќе натаму, добиеш, што утре ќе продолжуваш. добиеш. Да, Тоа што го да. гледам бомбака из дебелене, сега може таков е периодов, Не, не цело се вика време. дебеле, не свири се, вика скрз. Попол. Сладко. Елегантно Посладок, пополнен, посладок. посладок, да. Да. Ама гледам стомаче пуштил, тука гушичка малце пуштил, па е крие со брадата. Добра, сега ајде ќе го оправдаме, таков е периодов, нели, празници имаш и така натака, се јадеше многу, он граф многу јаде, се приметува, нели? Би сакал те прашам еве за сите Мирис. луѓе кои што мирис. Сте вака луѓе кои што не гледаат и поготово жениве, нели? Они секогаш се жалат со вишок на килограми, би сакал те прашам дали ти на пример препорачуваш некои суплементи, нели, за користење ама за слабење? Па види, во суштина суплементите се додаток на исхрана и тие помагат во секој случај,
одредени суплементи за оно што е намената, доколку не е ова како што кажа за намалување на телесна тежина. Да, но ги препорачувам од кога ќе почнеме прво да ја регулираме исхраната, од кога ќе почнеме да имаме физичка активност и тоа ќе трае некој временски период 6-7 месеци, година дена, кога ќе ги достигнеме резултатите, онова да извадиме максимумот од себе, и тогаш може да земеме некој суплемент да ни помогне во сето тоа, да го забрза сето тоа, да кажеме. И тоа L-карнитин, некои такви топочи на масти кои што се познати во секојдневието, кои што се користат, а кои што не се штетни воопшто за нашето здравје. А инако јас би препорачувал да се регулира исхраната, да има физичка активност и резултатите се неминовни. А мораме да внимаваме на себе и мора да сватиме нешто дека тоа се работи лично за себе. Така И е. ние ако не го направиме тоа, нема никој да го направи за нас. Нема никој да стане да вежба, нема никој да стане да се хране здраво. А ја навистина се чудам зашто кога имаме навистина здрава храна, посебно овде во Македонија, имаме и зеленчук, имаме и овош, имаме све, имаме здрава храна денес, а треба да јадеме нешто што е нездраво. Ако се вратиме назад 100 години, што се јадело? Јајца, месо, млеко, риба, ориз, граф, како што јадеме пак, оние таа традиција ја продолжи. Се осеќа. Зеленчук, овошје, тоа било исхранати, луѓето биле здрави Да. навистина и ретко биле гојазни луѓето порно. Не ја знам и во школу, еден двајца ако имавме подебелки ги зафркававме цело школо нив. Немаше на пример тогаш. Сега од Сега тие се намирници ние отидовме да јадеме се она што е нездраво. Да. Како Влезе во американците. маркет, све ти е нездраво. А зашто да го купувам и да го јадам? Зашто да јадам чипс, зашто да јадам чоколада, зашто? Што задоволство си направам сам на себе? Допаминот секундарно тоа Да, ќе толку. ќе го задоволам минута 2 3 5 и потоа цел ден треба да патам. Да не Така е. збориме на долго време тоа кога го правиме и го практикуваме. Така да мора да размислуваме на таа тема, мора да размислуваме дека се работи за наше здравје, за наш живот, дека годините одминуваат, треба и утре да бидеме здрави, треба и внуци да чуваме, да Браво. може да се движиме, да можеме со нив да живееме. Денес времето и старосната граница се продолжува. 75-76 години веќе отиде, а се очекува над 80-90 години да отиде после 2030-2035 година. Ова ми дава нека добра надежда, ти кажеш. Како не? Дека ќе И поживеам мене, малку. треба да живееме по 100 години. И треба Дај да бидеме Боже, до дај 80-90 години здрави да се движиме. Да си А тоа играме е единствен децата, начин. внуците и се тоа Да. што кажам. Да, Кажи да, ми, се го Тоше, чувствувам. напиша книга, имаш онлайн шоп, освои Мистер Олимпија беше. Што е следно? Да се кандидира за председател? Не. Не. Политика дале многу одамна излегов и мислам дека тоа ми е најправилно чекор во мојот живот. Не се пронаоѓам таму. Нека независен мисля. Не може тоа кај нас, не зависе, нема да победи. Следно, па еве прв пат промотивно овде може да кажам. Голема желба имам да излезам заедно на едно надпреварување, заедно со мојата ќерка Ангела и со Габриела. Браво. И тоа ми е животна желба од секогаш, а посебно сега кога Ангела е по нашиот пат форма. и кога таа вежба сака да се надпреварува, така да сакам да бидам прво семејство кој што излегле на Мистер Олимпија овде во Европа и прво семејство кој што излегле заедно на Мистер Олимпија во Америка. А дај Боже да освоиме и медали тројцата и да можеме првото семејство кој што освоиле и медали. Сепак Тоа ќе биде многу голем успех. Тоа ми е најголемата Најголем мотивација успех, што може да И биде. ќе остане забележано во историјата, мислам, Да, и и во сакам Мистер да го Олимпија. направам. Сакам да го направам тоа. Почнав со припреми, такмичењата се негде на август месец. Од сега почнавме и Ангела почна со припреми. Така да се надевам дека ќе ми се оствари таа желба. После тоа може да си одам мирно онака во пензија. Јас вежбам и го сакам и тоа го правам. Дали се спремам за направар или не, мојот живот е тоа. Плюс минус може малку. Така да тоа ми е, ајде да кажам сега мојот Монт Еверест, Монт Блан што треба да го освоам оваа година. Голема ли е инвестицијата и све што треба за да стигнете до таму? Треба ли поддршка од некој као за спремањето и за све? Во вид на спонзор, За сакаш. спонзори, да. Па да. Имаме, фала Богу, веќе долго време соработувам со мои спонзори што ми се помагаат доста и на мене и на мојата фамилија. Ја имам Тоа некој се- 50-100 евра тргнати на страна, ако саш. На Нешто. мајчка ќе стави. Или на купечите. На купачите. Да. Толико ти делото. Па види, гај сега, Се кога шалам. ај овде Европа, да кажеме така, мада и овде е скапа. Сите оние ако се Нормално почнат треба цел со да идеш. припреми, е многу време, да не зборем патиште, хотели,
Само котизација е по 300 евра. Јас, Габи и Ангела во една категорија да се пријеме 1900 900 евра да. само за котизација. А веќе кога одиш за Америка, навистина екстремно скапо таму. 3 карти ти е само картите 6000 евра. И смешта и таму, и све, и боја плаќаш 75 евра само да те намачкат. Имате ли поддршка од некои од посериозни институции што треба како да Не, од застанат државата за како од држава државата? немаме, од приватни. Ние како државата немаме, и не се подпираме на државата. Тоа е Ако се лошо, за подпирав- жал. Се подпирав на неизе, до сега не требаш да излезам ни на едно на Но немаше ни да победиш Да, нигде немаше да да излезам ни на отидеш. преврат. Така да гледам, но види, јас покрај тоа што го работам, јас и од тоа екзистирам. Имаме Нормално. направено FitShop, прекрасна платформа, заедно со мој партнер кој што ми е, кој што навистина предобро функционира и на многу луѓе сме помогнали. Кај нас FitShopот може да купиш од 600 денари план за исхрана до 1500 денари најскап. Немаме цени по 100, 200, 300 евра. Туку секој оној што сака да направи било каква промена за некоја скромна сума, да може да се направи. Да, Плюс да. да биде во консултација со мене, со Габи, со целиот мој тим, континуирано нонстоп. Мистер Олимпија успеав да ги земам сертификатите за цела академија, за цела Европа. Академијата работи ми ние овде во Европа. Така да од сето тоа сум успел и да екзистирам на некој начин, да можам финански сето тоа да го Да имаш финансиска да го покријам, слобода. Да. Така да јас сум благодарен што го работам ова, од друга страна еве Господ ми возвратил да тој финансиски план да бидам посигурен да што го работам. Така да- Гладиатор мислам дека работи одлично и најдобро во Македонија, така да доше ти си на вистинскиот пат. Сега малку сакам, нели, зборевме за на вистина сериозни теми, мислам дека шефот Бомбакески ми дозволи да зборуваме за една малце така многу поинтересна тема, која што јас сум сигурен дека нашите гледачи ќе уживаат, а и пред се сакаме да го забавуваме и нашиот гостина, тоа е легендарниот Тоше Зафиров, така звани Тоде. Тоде. Тоа е правилно Не, име. тоа му. е правилно име. Да, така сакам да звани се нашумам, Тоде да. Зафиров, така Така звани Тоше, Тоше, да. Тоше, ти си со Габе, мислам дека еден од најпопуларните парови во Македонија и мислам дека сте многу среќни. И ја имам таа чест да нели да ја поздравам и Габи, ама сега да се мислиме дека си бечар. Може? Дека си неженец. Бечар е многу јак збор. Па како, па нежене тебе. Не бе, добро, Само да го добро. прашам Бомбаки, што ти Стар проблемот ерген, со стар прозорец? ерген. Така. За да влезем ваздух Стар малку. ерген. Стар ерген, да. Да, стар ерген. Па сега, Тоше како ти како стар ерген, да видиме каква жена би одбрал. Замисли дека, например, жената е 10. Значи, Ова нашата ти- 10 ова е оцена... или Не, 10. 10. Аха. 10 е ова рубриката, односно играта 10. Замисли, она е 10 како оцена, значи предобра, преубава. Значи Све. све, значи не можеш замерка да ја најдеш што физички изгледа. Значи Да, 10 10. е. Значи оцена од 1 до 10 е 10. Ама, Нешто да видиме и фали. Сега ти да видиш каков број ќе ја дадеш. Например, вака вика. 10 е, ама не ги мие завите редовно. Што број ќе ја дадеш? 0. 0. Логично. Ти Бомба? 0 брат. Јас си бил да таква, затоа јас ќе дадам двојка. Тоше, Да. 10 е, ама се храни нездраво. Под 0. Или 100. Под 0. Добро, тоа му е професија на човекот. Да, Па добре, Тешко е сам. нула. Замисли, например, ти со некоја таква жена која што, 0 на например, квадрат. се 10 храни со фаст фуд, ово, оно. Не. Може значи. 10 е, ама има неколку неисплатени кредити. Да, И тоа е ризик, ај кец таму, да малку Кец. надежди има, да. Дека може ќе ги врати кредитите. Ако не, ти да ги вратиш. Или ако не јас ја, да. Пази сега. Вајде 10. тоа години како стар ерген имам заштедено Да, нешто. Па да. 10 е, ама е многу љубоморна. А љубоморни се сите, десетка чисти да. Ако Тоа не е мислам. љубоморна, па нема да има чувства спрема. Така е, браво. Така е, Треба тука да се се сложува. 10 е, ама не сака да се занимаваш со рилови на Инстаграм. Десетка. 10. Мирна ми глави на мене. Да. Добро, добро. Тоа нели фактички треба да те поддржува во секој дел од твојата кариера. Со тек на време ќе се Ќе се навикне, навикне, да. Ќе се навикне. 10 е, ама не знае да готви. Стекови. Не сте кој, нула. Тешко е нула. Треба гладни да види. Граф, може само граф знае да прави. 10 е, ама нон-стоп се шминка. Од севајле до вечер. Нула. Што десетка ва излезе? Тешки нули. Се нула. А чекај, тоа што ти пречи ако нека се Па шминка. као Од севајле до вечер? седи Да. со тебе цел Па ден не. со шминка, мислам. Тоа е. Океј, има така и на Ако плажа и има да се пригоди шминка. да се среда од сабајле, да, ама сега да. Мене И нема тоа е нормално. онака, например, недела ништа не правите, И онака што треба си да седи сте рад дома дома. со шминка, мислам. Не, Нема може да логика.
Сакаш Мислам, не ми нели е замислено. поприродна, да. Не дај пога, ако се средено, Само- потоа има многу активности што треба да правиме. Потив кod Давид, пошто ќе ни пукне Се ваква, извинувам. знаеш. 10 ме излегува во град полугола. Нула. За, ти пречитува? Ако... Па зашо ќе настине? Да. Треба Се треба да ја грижам, лечи. се грижам за нејзе. Се грижам за нејзе. Не, шала на Нека се страна. облече топличко да иде. Да, па бубрези, Или јајници, ако не знаеш, сме во страда. врска, може да биде облечено. Три пара чорапи, Може така. како сака, а додека на пример во врска или веќе како што сме сега ние во брак, мислам дека тоа е абсурд да излезе така облечена, не од љубомора. Тук што би правила со таква облека, освен да би предизвикало Што некој сакаш друг? да покажеш, Што сакаш да да. кажеш со тоа, например, многу едноставно. Така да, Нула. ако сакаш да А ако е ај тој, сега на пример, некој нејзин стил, на пример, онај ако е многу згодна, на пример, како Габи, пример. Добро. И сакат, нели, на пример, да го експандира своето тело, својата убавина, својот, нели, мачен процес да стигне до тоа Шарм, згодно Не, тело, ако- шарм. Харизма. Убаво е тоа, но сето тоа може да го направи во друштво со мене, да бидеме заедно. А И може да бидеме еден одличен пар, Да. и она тоа што го прави, сето тоа да им покаже дека го прави за мене, а за не за некој друг. Да, Например, додека не си во брак или нешто друго, може да прави што сака. Според мене, зборам сега. Секој си има различно гледиште на тоа сето и секој различно размисла. Но веќе ако сме во брак, посебно ако сме повеќе години, ама може треба на пример да си го чуваш тоа за и да се спрема да биде најубава, најсредена. Јас ја терам неа да се облекува и најсекси што може да биде, но кога е со мене. Бијќи тоа го прави за мене. ти Така можеш да бидеш, може да се обликува на нели секси, ама да биде тоа културно, така, Да. у граници на нормално. Ајде да видиме вака, се ова многу ме интересира. 10, значи прекрасна е све топ, ама е мрзлива и неамбициозна. Ај па шо нула тука. Бе. Но добро. Бите Што нели ја амбициозноста во животот, Па не, амбицијата. Ми е најбитна да ти Многу кажам. ти е битна подршката од дома, така да посебно од сопругата, Да во газиме било која заедно. работа. Да. Габи свати дека би треба на мене таква подршка и затоа 2015 година се одлучи и таа да се надпреварува. Пред тоа не беа децата мали, немаше кој да ги чува, мораше околу нив повеќе да биде. И после од кога почнавме заедно да го правиме тоа, јас ги достигнав најголемите успеси мои. И многу ми е полесно кога го правам тоа со нејзе. Дефинитивно Браво. кога имаш Све правиме подршка, заедно. Одиме заедно, вежбаме заедно, јадиме Да заедно. се туширате. Маката заедно ја поминуваме заедно, стушираме, грабоите си ги тргнеме све што треба, на пример ногти на нози си сечиме еден друг си помакаме. Ај, тоа не е лошо. Браво. Не, па реално ти треба подршка таква. Да, Подршка да. можеш и Монтеверес да Ако го сакаш да искачиш. бидеш успешен, многу е битна подршка. Точно. И бито е, например, ако говориш да превари, нели, како што каже саме да си имаш подршка, кога сме ке надпреварите, ти секогаш си познат по тоа што, нели, например, гордо го носиш македонското знаме, кажуваш, нели, дека си од Македонија. Кога ми интересира дали, например, некој од надпреварувачите од другите земји ти замарил кога ти кажуваш дека си од Македонија, нели, не од со ова ново име кое веќе го користиме 7-8 години. Северна Македонија. Не, мене Македонија ми е во душа и во срце и јас сум се родил овде, живеам овде и знам дека овде ќе се умрам во оваа држава. Премногу ја сакам, каква е таква е. Сепак ми дала многу оваа држава на мене. И ни дала на сите нас. Така Само е, не знаеме да го точно. вреднуваме и да го цениме ние Абе никој тоа. каква северна тоа? Така да глупости. Македонија секаде гордо со македонско знаме, македонска музика гледам на моите позирања, настапи, Така е. секогаш да има. Сакам да ја промовирам македонската култура што имаме, а имаме никогаш никој не само што не ми замерал, туку секогаш тоа било онака симпатично и сладко. И секогаш сум наидувал на подршка. Колку пати со други такмичени ќе се гуштиме заедно со тоа македонско знаме. Така да голема е гордоста за еден Амбасадор си спортист на некој да начин. може со македонско знаме да излезе. Навистина е преголема гордост и се осеќам преубаво на душава кога збориме дали Сежам се. дали ни браво. помогнал некој. Нема поголемо богатство од тоа што ќе го доживееш со македонско знаме, македонска Така е. музика, успех кога ќе го споделиш, кога ќе направиш успех за оваа држава. Ние сите треба да бидеме промотори на оваа држава. Секој на Апсолутно. свој начин. Да направиме оваа држава тогаш ќе биде и поубаво место за живење, и помирно, и посладко, и поубаво и се. Ние треба да се трудиме, макар и со касиерката на во маркет кога ќе излеземе, да ја посакаме еден добар ден, едно добро Така утро, е, да така ја е, поздравиме. така е. Секој што работи на работа да биде најодговорен што може да биде, а не да се мрште кога ќе дојде некој да го услужи или нешто. Туку да бидеме одговорни како луѓе, како спрема нашето општество и тога ќе бидеме добри како држава. Ние истите, извини само, ние истите луѓе, истите, овде во Македонија сме едни, кога ќе отидеме во Австрија, во Германија, во Шведска, во Швајцарија,
се трансформираме во сосема други суштества. Зошто е тоа така? Па Да, управо се затоа што тоа, таму сум го системот приметил. тоа ти го наметнува. Овде системот дозволува да фрла секој џубре кај ќе стигне. Овде системот дозволува да поминеш на жолто, да не бидеш казнет. Овде системот дозволува на пешачки да згазиш згазиш човек, да бидеш осуден на 6 месеци, на година Или дена. да не лежиш уопште. И тоа се показатели кои што ти дозволува да правиш и да грешиш константно. Додека ти ако поминеш на жолто, ти ја земе возачката еднаш на 2 години, втор пат на доживотно, нема ти текне да поминеш на Така е. жолто. Да, боже. Или не дај Боже, ние тука на пешачки кога поминуваме се заблагодаруваме некој ако застане. Да. Кој апсурд е тоа, замислите. Ја некој кај суд, поминувам кај судот, човек го гледам 500 метра, возам јас, тој на сред пат застанат, ни еден не застанува на пешачки да помине тој. Каква култура имаме ние? И која Да, за која држава Кој збориме е крив ние? точно за тоа? Па Еве државата Бомбакис е го крива, прекинав, ние секогаш извини, го да, збориме државата. политичарите. Не е држава, ние сме си криви, а политичарите се криви што не наметнат стандарди овде. Да имаме Види, стварно ние имаме стандарди. закони, само Ние не не се може, почитуваат. овде не се врзуваме никој. Поминуваме хрватска граница, изврзани сме и позади тие што седат, не напред. Да. А овде никој не се врзуваме. Овде никој, секој си прави што сака. Нема, Шерифи се сите без нагоре значки се само. сосема други. Така да, мислам дека треба и државата да се погрижи, да воспостави некој ред. И посебно ова за возење, за пребрзо незастанување, ја мислам за тоа треба да бидат екстремно високи казните. Ќе се навратам на тоа што викаше како да ти се смеат кога идеш на негде да се смеат да бидат културни со тебе, ама тоа не можеш да се смееш точно толку многу зашто платата ако им е 200-300 евра на луѓе, не им е баш до смеење да бидат културни. Пошто друго е кога ќе взимаш 500.000 евра плата и да ти кажат повели господине да се смеат да бидат културни со тебе. Овака има крпат крај со крај луѓе и затоа е тоа така. Да, И ги согласувам со разбирам тебе. скроз. Не ги разбирам јас, затоа што со сила никој не те натерал да работиш за 200-300 евра. Значи толку ти е вредноста на тебе. Точно, Ти да, си ја ама проценил дека толку ти е вредноста, ти треба да работиш за 200-300 евра. има секакви Работи на случаи. себе, ама па нормално, работи на себе, едуцира се, учи, школувај се, прави нешто на себе, додај си вредност, оди работи за 1000 евра. Да, ама И ако се нафатил тука- да работи за 300 евра, изработи си ги тие 300 тука евра. веќе зависат и стандардите на наша држава, така да ги разбирам луѓе. Не, До не, некаде, Бомба, до некаде. Бомба, се си управо, но мислам дека ако си има 200-300 евра плата, ништо не го кошта, ако каже добро утро, добар ден, ако биде културен. Тоа што, например, алудираше, ги спомнува ствари продавачите, нели, на каса. Ништо не ги кошта ако каже добар ден, повелете, ако се фини и љубезни. Добро, имаш секакви муштери. Нема врска. Дај имаше уште нешто, нели? Да, имаме нешто еве со Тоше, спремно, навистина многу Кое? интересно. Вака, Тоше, Добра ова рубрика. се вика што би попрво. Значи, што би направил ти попрво? Една многу интересна игра. Да бидеш многу богат, но да патиш од депресија. Или многу сиромашен да бидеш, ама да бидеш многу среќен. Многу сиромашни. И многу среќен. Па гледа, види, во Африка луѓе се многу сиромашни, Да. а во суштина се најсреќни луѓе. Има Така многу да. деца, да. Да, така да. И богатството се стекнува и се прави. А од депресија тешко се излегува. Има ли лек за депресија? Има да вежбаш. Па има, сега само треба да работиш на себе многу. Во разни аспекти зависи која депресија. Депресијата само по себе си ја наметнуваме ние во нашите глави, така да Ама во принцип Да. со активност, со физичка и активност физичка активност и добра едукација, добра работа, добри контакти, добар круг на луѓе околу тебе кои што луѓето позитивно ќе размислуваат, позитивно Реално. ќе те движат. Така да се Еве, например, Бамбака си затоа тука задолжен за позитивно, нели? со тебе, нели, Позитивна со тебе енергија. кога се дружам цветам. Муа! Еве, сакам да те прашам Тоше, со какви се предизвици ти се соочи во твојата кариера и во твојот живот и како ги надмина така, нели, со убава мисла, а не западна, например, во депресија. Прочитаја книгата. Уште Не, сакам како сега да го мал, прашам. уште како мал, кога се одлучив да дојдам во Скопје, навистина бев упорен во тоа и ме воеше некој мото да не се откажувам никогаш. Кога дојдов на почеток овде во Скопје имав тешки моменти, каде што навистина еднаш сечувам, имав само 7 денари, а 10 денари беше пола леп, немав да купам пола леп за да јадам. Но тоа мото дека треба да успеам и знаев дека можам да успеам овде, ме водело секогаш. Живеев кај едни баба и дедо тогаш, мислам дека се уште живи во Козле, и доле во подрумот живеев кај нив, и че ме слушнеа дека тропам во другата соба чува зимница. И јас гладен Не. нема што да јадам, тропам нешто, имаше карфиол, крставички, таа зимница, знаеш.
и бабата горе ќе ми направеше нешто за јадење, ќе ме викнеа горе да јадам. И често разговарав со моите, имав некоја подршка голема тогаш и од моите, иако не биле финансиски моćни во тоа време. Татко ми знам, че позајмеше пари или позајмеше пакет јајца од продавница за пишеш. Ќе И се по снаде. воз че ми испратеше, одев на железничка, чекав јајца и стекови и ги носев потоа со автобуси до Козле. Тоа се навистина моменти кои што може и во тоа време биле тешки, но кога ќе се погледнам наназад, тие ме направиле многу појак и да го ценам се она денес што го И имам. стабилен човек. Луѓето не го ценат она што го имат, што е најжално, најтрагично. Еве га и ние сме седнале во кола, сме седнале, позитивен разговор, кафе се напивме, може да се отидеме на ручек. Тоа се убави моменти во животот. А не го цениме, не го вреднуваме тоа. Некој го нема тоа. Така е. Некој нема ништо. Земи ги во Украина луѓето изгубиле кров над глава. Еве ги овој најлуксузно што живеа во Лос Анџелес, ние бевме таму пред година-две, најлуксузните населби во светот и им сгоре све живо што има. И Да, тоа Сега се- со пожариве, А да. ние сме овде каква таква земја, ама пристојна за живење. И не го вреднуваме тоа што го имаме. Стани Сабајле, фала ти Господе што имам уште еден ден пред мене. Доаѓа навечер, фала ти Господе уште еден ден што проживам, што може да си легнам, моите најблиски што се околу мене. Биди благодарен. И многу повеќе ти возврати и Господ и многу повеќе ќе имаш секогаш. И Точно. ти и сите околу тебе. Тоа што ме најачи се приказдава и на вистина, еве ќе кажам отворено вака јавно, дека пресреќен сум и чест ми е што те знам веќе 2-3 години како човек и што си ми пријател. На вистина си ми инспирација на мене, верувам дека и на шеф Бомбакис и на сите наши гледачи и на цела твоја публика која те прати. Мислам дека е време да зборуваме малце за овие поинтересни темички кои што ги подготвивме заедно со Бомбакис. Ајде ме интересира вака, што ви попрво? Да штригнеш или да прднеш пред жена ти? Да прднеш. Да? Па може не се кајче. Како ждригнеш ми. Ми си спушта. Да. А ова можеш да запнеш со газот на креветот помалку да се слушне. Чекај сега, вие сте речи си 23-4 години во брак. Да. Не ти е срам да Срам, да ние ретко го правам, не го правам тоа, бидејќи сметам дека секој маж треба да внимава Така е. посебно на такви работи, исто и жената, бидејќи ако сакаш да имаш еден компактабилен брак и да се осеќа таа љубов, треба да се внимава Комфортно. макар и на тие ситници. Па Така е, сепак така е, така е, така е. треба да пружиш љубов и некои други работи, а не такви агресивни. Подвизи. Ма пази, подвизи, ја на пример со гравот Само не се можам случува. Чеп е. одма ми доаѓа моментот и ја ќе експлодирам, морам да се ослободам од Така ти е тие храната. мисии начинот на живот. гасови. Е, па почна да стек, а не граф. Па сега ќе идеме на стек, така Да. тоше имаш време. Да, да, Па добро. Ајде ти да идеме натаму да знаеш дека треба да превршуваме. Готово, Полека, готово, еве пошто сакам више да го 40 прашам минути. Тоше што би попрво да направиш во животот? Да се шеташ 24/7 на фул тајм со ерекција или никош повеќе во животот да немаш ерекција? да, шетам со ерекција. Да? Да. Затоа што Спремен на готов секогаш. спремен. Да, Ама може да примерот ти Да. биде понекогаш и незгодно, на пример, онака се облече дали во тренерки, онака најкомото и оп се гледа. Незгодно може да виде на такмичење. Леле со Со гасите, да. купачи, да. Замисли Ама си, така па што својме Се рече симпатики и човекот судиите. е чедер мускул, види какав мускул Да. има размери. замисли си седнал така на кафе, лабаво. А? Добро. Мислам И- добар Треба да избор. биде, треба да биде. Ти рече види човекот како стел чадорот Треба со да биде дошт. така. Еј, а ме интересира дали некогаш во животот онака си се забавувал во базен и барем еднаш кога си уринирал во базен. А, не. Па као мали брат. Како мали може некогаш, инако ми е апсурд. Вака сега Некако ми е неубаво. Стари бидејќи- стари Значи, после тебе магари. треба и деца да влезат и некои други. Да, малце непристојно. Невкусно е малце. Неубаво. А дали барем еднаш кога во животот си бил пијан пред твојата сопруга? Повеќе пат се Да? М. Многу ме интересира тоа искуство. Види, ние водиме спортски живот, но знаеме да излеземе, да се опуштиме, знаеме да се напиеме кога сме надвор од тие припреми. И навистина си уживаме со Габриела, знаеме да се напиеме, знам, Габи не пие многу, една-две чашки веќе е заматена, а јас кога не пијам многу долго време, а кога пијам па пијам многу. Не знам да пијам, биче ја не знам да пијам. Да. Обично мешам нешто, дали виски со Red Bull или Coca-Cola и благичко ми е убаво и ќе се начукам добро. Но немам лошо агресивно пијанство, си играм повеќе, се пијам, се Забавен смеам, си. да, така да На љубов, као интересно мене ми е, исто а ме излегувам. На љубов, шири ми љубов, да. Да. Така да
Убаво и треба човек да се опушти и сум за тоа. Значи не може да бидеме ние робови Да, само да. на едно нешто, а да занемариме се друго. Само да не биде тоа цело време. Не, да не е константно. Константно, Секој си има, да. А например никогаш не сум седнал дома да се напијам ракија, пиво или било што пред ручек, после ручек. Тоа не знам, не ми е својствено на мене, бидејќи Да. најверојатно бидејќи секој ден тренираме и не можам да го правам тоа. А сабота недела одмараме, така да петок сабота некојаш Знаеш навечер да може се да се опуштиш. опусти. Да. Но море од различни реакции направи тоа кога ти лани гостуваше со Бомбаки заедно кај мене во емисија, кога го даде својот став Море. за геј парадите, би сакал уште да слушам, за многу луѓе имаше што те поддржа, имаше неколку што те нападнаа. Еве уште те прашаме кој е сега твојот став за геј парадите и за геј луѓето во Македонија? Мислам Не, дека ставот ми е исто. Јас немам ништо против оние што се геј и Точно. што го живеат тој живот. Бидејќи познавам многу луѓе од нив. Дали кои некој што- ти си има додворувано, извини вака што Па не, ми имат пишувано, но ги блокирам, не сакам воопшто да влегам во конверзација со нив. И познавам многу луѓе кои што ми кажувале дека од мали се така се осеќаат. Едноставно кај нив фале најверојатно тестостеронот и тоа е тоа што се. Не сакам да ми се пропагира тоа на мене и на моите деца дека е нормално. Бидејќи според мене не е нормално. Сепак се знае како сме настанали и се знае како еволвираме ние. И се знае како се права деца и како и сум против тоа да се дават деца на двајца мажи или две жени. И Да знам тука посвојуваат. има да посвојуваат и тука има тоа е а зашто да не ако зошто да живеат тие деца во домове или слично, но има па премногу родители, мајка и татко кои што чекат за да добијат такво дете. реално. И сега, знам не ми е својствено тоа дете да стане наутро и да гледа двајца мажи како се бакнуваат. Мажи. Па да, мажи, Да, некои како да, се да. бакнуваат. Тоа дете ја нема Слушаш таа Бомбакис? мајчинска Слушам, нежност. така. Јас сметам дека детето треба да почувствува таа мајчинска љубов, за да има едно Точно. нормално детство и тоа дете утре кога ќе порасне да има чувства, емоции, да има љубов. Со двајца мажи какви чувства и какви емоции би имало утре тоа на пример дете. Според мене, ја мислам дека тоа не е здраво и дека така би се одвивало понатаму во неговиот разум. Јас кога те Ја не поддржам, би како што кажав, имаше навистина едно море од реакции, на некои поддржуваат, некои не поддржуваат. Океан од реакции. Океан, да, така. Тиквешко езеро. Тиквешко езеро. Ова види, секој си има Тачно ставови. своje видување, размислување, своји ставови и го поддржавам. Но и најбитен поддржавам нели во нивните- светот и во животот е мирот. Питер Дан. А? Питер Дан. Да. Е мирот, така да мислам дека Поглавно тие не се лоши луѓе и оние геј паради, ја мислам ги профорираат луѓе кои што воопшто сака да заработат. на некој начин тие да ги искриват и нивните вредности. Мгм. Ја познавам геј луѓе што се од Македонија, кои што се успешни во бизнис, Све. успешни, кои што се секогаш средени, Нормални. кои што облечени нормално комуницираат, покултурни од културните. Тие луѓе некогаш не би излезли на таква геј парада со таква облека да го искрвернарат сето она што постои кај човечанството. Така да геј паради не во никој случај, а дома кој што сака нек си праве и посвојување на деца тоа не. Значи Тоше дефинитивно е спремен да биде председател на Македонија. Уште малце го спремаме сега. Севаме. Тоше све ова ние те тестираме, те Полека, пробуваме. полека. Полека ќе биде. Бомба? Ништо, ја би сакал да кажам дека ова е при крај се наоѓаме затоа што сега ќе идеме ние со Тоше да јадеме стеки орис нормално. Играв. И тоа е многу добро. Сум го пробал неколку пати. Се надевам дека не го смениле, дека е истото. И фала ти Тоше што одвои време вака да се повозиме, ти извозивме добар круг, така? Мислам дека Па не добро И не го Ова се осетивме, да. исклучи, на ова си работи. на ова работи, Да. затоа да даеме одјава Така, фала и на вас, како што кажав, вие сте ми посебно забавни Фала ти. и знам дека ќе биде успешен не само овој проект, се она што го работите. Ви посакувам многу успех, Давид и ти на твои 22 години, а уште многу мал си во овој шоу бизнис. Знам ни што се поминуваш и ти, но знам дека сето тоа ќе те направи уште појак да бидеш, уште поуспешен. Бомбакис, ти веќе, како што ти кажав, имаш стигнато до некој левел во животот, кој што треба само да го Само надоградуваш, треба да да го- растеш уште повеќе, да не се откажуваш никогаш, И да не биде мрзлив. да не потпаѓаш под собствено влијание дека не можеш, не знаеш како понатаму,
ти си успешен во ова што го правиш, луѓето те сакаат, те поддржуваат и навистина веќе си направи бренд во Македонија, треба само да го надоградуваш овој бренд, И да го негувам. да го негуваш и уште да го надоградуваш, бидеш подобар секогаш од тоа што си бил, а знам дека ќе бидеш така да Фала ти многу заиста ви за посакувам многу успех Фала и ти се многу. надевам дека за година-две ќе се видиме во некој огромно студио, кај што имате сопствено шоу, кај што водите, кај што почнувате некој бизнес. Не, ние ваш, сакавме сега во така да- кола. Ние сакавме сега да направиме нешто поразлично во кола. И него кога дојде време во студио, мислам дека Време ќе ќе дојде биде време. нешто многу спектакуларно. Ќе дојде. Тоа мене ми е чест што ни беше гостин. и мене исто. Се надевам се гледаме Се од идеме на друга билдерска прилика. храна. Се идеме на билдерска храна. А вие, драги Ги мои види така прекрасни А луѓе, они на раквици облично за Па, тепање. да, бе, да. заебано. Јас бе. сакам да го Се- забавлям, ама не можам со тебе тука се плашам. вие, драги мои, останете со нас и ставете лайк, шер, субскрайб, све тоа што треба. А ние се гледаме во некоја наредна прилика. Чао!